Во студиото на Здрава Македонија, по 9 часот се дружиме со Сашо Клековски, ВД директор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, доктор Ана Картулица Георгиев, доктор по дентална медицина и новинарката и писателка Ана Јовковска. Останете со нас до 11 часот. Така е, добро утро во овој дел од денот, делот кој што вас ви е омилен, делот каде имаме одлични гости и најразлични разговори кои ќе го задржат вашето внимание. Честа да бидеме домакини. Сме заедно со мојот уредник Роберт Јанков, да се поздравиме официјално пред камерите. Поздрав. Да. Роберт, мислам дека имаме одлични гости и уште поубави разговори ќе имаме, но како што е редот да си ги поздравиме веднаш до мене Ана Јовковска. Добро утро и добре ни дојде по долги договарања за да ни бидеш гостинка. Да, некако удобно се договаравме, ама еве се наместиат звездите и утро сум тука со вас. Така е, на средина до ова друштво, господинот Сашо Клековски, добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. И на крајот ни е доктор Ана Картулица Георгиев. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам за поканата. Дополнително ќе го објасниме за балото кое што е веднаш до вас, зошто ни служи истото, но да тоа малце подоцна. Веднаш ќе започнеме со господинот Клековски со една ваша изјава која што имавте во медиум, дека за 10 евра здравствени придонеси не може да очекуваме да имаме шведско здравство. За 10 евра, да. Во основа тоа беше во интервју во која говоревме за контекстот за очекувањата и во кој кажав дека во најголем дел од параметрите во кои се споредуваме со други земји, Македонија е меѓу 60 и 80 место. И сега кога сте меѓу 60 и 80 место, не може да очекувате да имате здравство од првите 10. Дали сметате доколку се покачи токму овој? Ќе дојдам до тоа, посебно ако извојуваме многу малку пари, бидејќи ме коригира на социјалните медиуми, ја направив точна пресметка, значи од некаде околу 45 евра месечно се извои за здравство, што е помалку отколку што еден просечен пушач троши на цигари. Бидејќи викендот беше светски ден без цигари. Негде спрема статистиката, просечен пушач во Македонија пуши 275 кутии годишно и за тоа со најниската цена од 135 денари по пако троши повеќе од колку што се издвојува просечно за здравствено осигурање. И ова не служеше за да се оправдаат недостатоците во здравствениот систем и не служеше да се адвокатира за зголемување на придонесите, бидејќи секако во моментот добар дел од здравството не се финансираат придонеси туку од владини програми. Значи се финансира директно од буџетот, дали е дијабетот, дали се ретките болести, дали се набавки на опрема, дали се изградба на капитални проекти, тоа не се финансира од придонеси, секако е директно од буџетот. Значи, само сакавме да ги ускладиме очекувањата што може да добиете за толку средства колку што се инвестират. Едната работа и втората работа дека во фондот имаме задача и да примениме концепт на еднаквост, бидејќи не секоја сите групи на пациенти се еднакво гласни во своите барања. Има групи кои постојано се присутни во медиумите, бараат нови лекови, најнови лекови. Има групи, и во тој контекст ги спомнав, психијатриските болни, каде што најмалку 30 години не е подобрена терапијата, да не ви кажам во какви нечовечки услови се болниците надвор од Скопје. Жално, но посведочивме токму какви услови има во психијатриските установи, но за тоа малку подоцна. Доктор Ана, кога сме кај услугите, вие сте извонреден стоматолог кој своето образование го посвети надвор од границите на Македонија, во Словенија, но повторно се вративте да делувате тука. За да изберете добар стоматолог, треба приватно да биде надоместена услугата. Па јавно или приватно здравствено? Колку фондот ви помага и ги покрива услугите за граѓаните да добијат добра здравствена услуга во овој дел? Јас, бидејќи доаѓам од приватниот сектор, не сум сосем компетентна да кажам какви се условите во јавниот сектор. Ако можам да го компарирам со она што се случуваше во Словенија, бидејќи јас таму работев 7 години во јавен сектор, ние нудевме извонредни услуги, меѓутоа чекалните доби беа многу долги.
И нешто што јас го сметав како некаков проблем во тогашниот систем таму, беше дека Фондот за здравство не условуваше кои се услугите кои што ние можеме да ги нудиме. Односно, амалгамска пломба, например, оди на фонд, бела пломба треба да се доплати за да можете да ја добиете. Бидејќи овдека го немам сударот со јавното здравство и со фондот, не можам сосем да кажам од таа перспектива, меѓутоа можам да кажам дека за да имате перформанс на добра современа стоматологија ви треба многу апаратура, ви треба многу едукација, ви треба современи материјали, затоа што стоматологијата е една специфична гранка од медицината во која што вие нешто вградувате. Значи, вие на пациентот ќе му одземете од ткивото, морате тоа да го надоместите. Дали ќе ставите вештачка коска, дали ќе ставите имплант, дали ќе ставите пломба. Што нешто и да направите, трошите некаков материјал. Ако сакате да имате квалитетни материјали, тие чинат многу. И како да ви кажам дека борбата во ова општество не е лесна да се објасниме зошто цената на услугата мора да биде таква, еве ние како приватници, бидејќи и таа цена која што се чини за овој стандард висока, ако искрено и честно ме разберете, ние едва и се набиваме во таа цена, затоа што сакаме дигитална стоматологија, сакаме да имаме скенер, сакаме да имаме прецизна стоматологија, и така натаму. За да ги користите сите апаратури, морате да се едуцирате континуирано. Едукацијата па чини најмногу. И кога тука имаме јавен сектор кој што може би ја нуди услугата за многу поевтина цена, тешко е на пациентот да му се објасни зошто една пломба на едно место чини 500 денари, 1000 денари, на друго место чини 3000 денари и така натаму. Така. Може би треба многу повеќе простор за ова да го објасниме, но Ана, кога сме кај вашите неколку професии кои ги менувате низ годините, новинар, писател, за денеска да сте во научната и истражувачката дејност, би ве запрашала како се движи македонскиот јазик низ сите овие области и каков е денес? Ова со повеќето професии како повеќе професионални идентитети, ама во суштина тие се слеваат сите во едно. Македонскиот јазик мене ми е само алатка, затоа што на секој пишувач, без разлика дали е професијата новинар, колумнист, односно дали работите во медиум или работите во научна дејност, како што шифтнав последниве 3-4 години, јазикот ми е само алатка, не ми е потесна област на работа, меѓутоа ќе си дозволам да кажам дека ако ги фатиме медиумите да ги анализираме, дека има една девалвација во однос на квалитетот на употребата на јазикот. Постојано се прават некакви стратегии за тоа како треба да се негува нашиот јазик и така натаму. Тоа е една жива материја, една вибрантна, би рекла, работа и не сум сигурна дека плодот го гледаме на дело. А во однос на другиот дел од професиите, мислам дека на човек со мојов карактер и мојата динамика, потребата за динамика, мислам дека секогаш е добро човек да прави некакви промени. Моите животни циклуси некако биле на 7 години. После 20 години работа во телевизија, во еден момент реков дека ми е доста од медиуми, ама тоа... Само 20? 20 вкупно. Па да, само 20. Не сум толку пред пензија, ама со оглед на тоа дека почнав многу мала во македонска телевизија, бројките тоа го кажуваат. Ми се чини дека раскинувањето со телевизијата сакав да си го објаснам дека ми дојде многу полесно од тоа што реално беше, затоа што тоа не беше само личен избор. Тоа беше кога ќе речете одбирате од двете зла по малото, некако така беше донесена таа моја одлука, затоа што во еден момент сватив дека медиумската средина или медиумската екологија станува толку загадена што јас себе си веќе не се наоѓа во тоа поле. И тогаш луѓе ме прашува, еден денес по улица кога поминувам, кога ќе те препознае човек после нели толку јавни ангажмани, знаа да ме прашаат добро зарем не ти не да стасуваат камерите и некој кој што работел долго телевизиско новинарство знае дека тоа е еден посебен адреналин, една посебна магија и просто е невозможно човек тоа да го во еден момент закопа целосно. И стално објаснувам дека имаме потреба во животот од различни професионални циклуси, различни динамики, тоа значи дека во еден момент се збогуваш со една кариера, ама го наоѓаш патот преку некоја друга, а повторно се обидуваш да најдеш некаков најмал заеднички именител. И ако треба себе си да си одговорам кој е тој најмал заеднички именител кој што би можела во сите овие професионални идентитети да го пронедам, тоа е веројатно културата, образованието, филозофијата и сите оние
културолошки и социјални теми кои што мене лично ме допираат и болат и кои што ме тераат постојано да истражувам на патот до вистината. Мојата моментална професија, бидејќи последниве 3-4 години, 3,5 години сум работена на УКИМ, на универзитетот наш, односно конкретно во Институтот за македонска литература е научен истражуваш, значи повторно се бавам со културолошките студии, со родот, со тоа што секогаш ми било полен интерес, само сега во еден друг Кој формат. некој Да. И тоа не значи дека нели медиумски не сум активна, бидејќи иако потешко прифаќам гостувања во емисии, беше нели борба да се договориме да присуствувам, меѓутоа се задржав еден дел од тие фриленсерски ангажмани, се разбира колку времето ми дозволува и колку можам да го менаџирам времето што останува после работното време во матичната институција, сега во Институтот за македонска литература, и некако се обидувам се уште да имам конекција со се што се случува на медиумската сцена и во културата. Драго ми е. Добро е кога веќе ги споменавме тоа менување на кариери. Господин Кликовски още има беше споменувано неколку денови, не знам, во текот на неделата за можен министер следен за здравство. Имавте и вие изјава, мислам на пресконференција кажавте која беше за друга тема. Тоа беа медиумски шпекулации или внатре беше разговарано дека вие можеби ќе бидете следниот министер за здравство и дали сте разочарани што иако тоа официјално прашање не е затворено, но генерално се знае. Видете, значи во владата има премиер, има председател на владата и во основа негова е одговорноста како мисли дека најдобро може да го состави тимот кој ќе управува Македонија, односно владата. И јас како поединец сум комплетно посветен да се вклопам во тој тим. Јас кажав и на тај изјава, беше баш за Канал 5, од Канал 5 беше прашањето, дека во Фондот за здравствено осигурување сум комплетно посветен и продуктивен, бидејќи работа има доволно. Доколку премиерот одлучи или одлучаше да биде поинако, ќе прифатев. Иако јас сум еден од критичарите дека еден од проблемите во здравството е честите промени на министри и на директори, ама директорите некако се во сенка на честите промени на министри. На еден прилог видов 18 министри во 30 години. Мислам дека можеме и во тоа да гледаме еден од проблемите зошто здравството не е таму каде што е во моментот. Дали сум разочаран? Не. Значи, јас сум комплетно посветен на сум тимски играч, ако можем да кажем, и комплетно сум посветен на исполнување на моите задачи. И сега нешто би искоментирала Ана што кажа, бидејќи сме сите во една ситуација, нарече дека решува да излезе од медиумите, што била токсична ситуацијата. И јас решив да влезам во здравство баш зашто е токсична. Но вие сте лекар по вокација, целото ваше образование го посветивте. Да, тоа секако користи, меѓутоа секако многу повеќе ми користи менеджмент искуството, бидејќи на крај треба да менеджирате со луѓе, со програми и со пари. Па тоа забелешките на најголем гледачите, што вие ќе скоментирате, мора ли да биде доктор за да биде министер за здравство? Вака, значи јас пред се мислам дека сите раководители, вклучувајќи министри, директори во владата, треба да бидат пред се менеджери, бидејќи тие менеджират за тесни, специфични технички знања, технички не во смисла на технологија, туку во смисла на содржината, дали е здравство, дали е правда, имате советници. И паметен министр се обкружува со паметни советници. Скоро е невозможно, имате министерства каде што има 20 различни подрачја. Невозможно е. Во фондот има 9 сектори. Невозможно е да дојдете од надвор и да ги владеете сите. Треба добро да ги менаџирате работите, да изберете добри советници, добро средно ниво на раководење. И верувам дека треба пред се да се биде менеджер. Оно што ми помага во фондот што сум доктор е што кога комуницирам со лекарите, разбирам што ми зборат. Не ми треба толкувач веднаш до мене да ми толкува што е кажано, бидејќи докторите знаат да зборат
Но на некој од министрите престручно, препрофесионално и не е едноставно да ги разбере, да. Сите сте биле во улога на пациентка, ви треба толкува за да разберете што докторот ви кажува. Жално е што на некој од министрите им треба толкувачи, не ја прифаќаат поканата затоа што не разбираат доволно, но тоа во некоја друга прилика. И Јана сигурно била определена, пошто била 7 години во Словенија. 15 години. И решила да се врати во токсична Македонија. Да. Но не е се така толку токсично, има и позитивни можем да раскажам. Малку го карикирам тоа. Јасно за здравството. Да не ми го излечат после да. Да, јас искрено, ако го разгледувам својот личен контекст и оно што овде е изградено, бидејќи мојата ординација е пред осамостување на Македонија. Мајка ми е еден од првите приватници кои што отворила приватна стоматолошка ординација. Таа расте и работи веќе 35 години. Значи јас доаѓам во една безбедна средина и бидејќи сум во приватен сектор, некако имам маневер сама да го сетирам начинот на кој што таа ординација ќе работи, кој стил ќе го има и така натаму. Така што во таков контекст јас сум во едно, како се вика, во еден безбеден бабл, да, во некаква изолација каде што можам во Македонија да дадам перформанс на некаква европска стоматологија, бидејќи сама си го давам трендот. А трендот е она што сум го научила во Словенија и јас некако не можам да прифатам да работам по друг, по инаков критериум. Значи, ако е тоа протокол од нештото да се изработи, јас нема да го скратам или нема да го заобиколам, него ќе го одам така како што е. И така сум, така и ми се ставовите кон општеството. Вчера имаше една ситуација, еве денеска можеби ќе ме искараат дома зашто сум ја кажала. Значи живееме во Девармало. Рече се невозможно да се живее во онаа населба баш за ова токсичното што го разговараме. Долу на улица врват, турираат со колите, се покажуваат, не се застанува никаде. Значи ние имаме голем проблем, така што токсичноста на средината не е дека никако не ја чувствувам и јас сум дежурната што се јавува на полиција, бара да се тоа смири, да се направи, затоа што едноставно не можам да се помирам со тоа, да го прифатим и да не влијаеме. Берем паркинг имате. Па немаме ни паркинг. Немаме ни паркинг. За цела среќа имаме едно дупче по разградата, па се јавуваме да се. Што мора да го блокираме. Значи некои нешта мора да се прифатат, на некои нешта можеме да делуваме. Ако секој велам во својата сфера направи најдобро што е возможно, нештата ќе тргнат. И така јас го гледам своето делување дека во оваа Македонија дојдов да дадам некакво европско образование кое што го надградувам континуирано. И многу сум среќна кога наидувам и на колеги кои што го споделуваат тоа, кои што имаме слични гледишта на нештата. Вистина е дека тие не се многу, меѓутоа се некаква светлина. Да пофал можеби извини стоматологијата дека ние можам да кажам и извозна гранка. Тоа и како може да се пофалиме. Бидејќи имаме доста приватни клиники кои веќе работат комплетно за странски пациенти, не само во Гевгелија и Битола за грчки пациенти, туку има и во Охрид, и во Скопје, и во други места кои комплетно работат за странски пациенти, што потврдува дека во ваква Македонија често ја критикуваме, виреат одлични професионалци кои без никаков проблем се продават релативно добро на странски пазари. Нешто да се дообразува, тоа е факт. И тоа е Можем ли само уште една ситница? Секако, јас и Роберт може да живаме во разговорот. Точно заради овој селување што ни се случува, кое што трае веќе многу години, пациентите кога се враќаат назад, доаѓаат да направат заби во Македонија затоа што сваќаат дека во Македонија имаат добра услуга и цената е многу помала отколку во Европа. Тоа потегнува понатаму и цела една спрега на други. Јасно. Така. Ана, споменавте дека имате 20 годишно искуство во телевизијата. Имавте плејада на интервјуе, можност да интервјуирате многу видни личности кои ден денеска оставаат печат во општественото живење. Кој е на интервју кое вас ве промени и кое ви направи промена кариерно? Ке ви одговорам, само имам потреба да се надоврзам на секако. Ова што Ана го кажа во суштина е клучно. Ставот или потребата да се бориме, значи човек да не влезе во една ескапистичка позиција, уште помалку во некаква конформистичка позиција, нели? Нема помирување со неправдата и со работите кои не се добри, од друга страна тоа не подразбира борба со глава во зид, меѓутоа секој активизам, тоа е просто болка во стомакот, да се реагира на секоја неправда или на секоја работа која што човек знае
знае дека во еден момент може да ја направи да биде подобра. И ако го извлечеме овој малку пошироко, значи не само во областа на медицината или стоматологијата или културолошките студии и кој да е област. Така. Став во животот кон се во општеството. И мислам дека така треба секој од нас да биде некаков активен граѓанин кој што ќе се обиде нели на во ова општеството делува на некаков начин. Секогаш ми сметало кога луѓето критикуваат, а не нудат решенија. Значи како делувате само заради критикување? Како делувате во одредена област која исклучително ви смета? Често возите велосипед, а сите знаеме еве до овде кога сакате да стигнете, тоа е невозможно со велосипед да го направите. Како делувате? Тоа е во приватниот живот, затоа што да речеме велосипедот сакам да го третирам не само како рекреативно средство, туку како превозно средство, бидејќи нели еден велосипед повеќе, тоа значи еден автомобил помалку и тоа значи помалку загадување. Ние постојано зборуваме и работиме. Јас сум била вклучена исто така на многу различни европски проекти кои што работеле на тема климатски промени, глобално затопување и така натаму, ама секој од нас треба да даде некаков пример и да биде свесен дека се ова што ни се случува не е таму некаде од другата страна, па ќе го впериме прстот во некаков си виновник. Се разбира, бараме за жал тие европски решенија. проекти во Македонија завршуваат неславно затоа што станува само како проекта, некако начин на живење и промената која што мислам дека не би можеле така да генерализираме за сите проекти да зборуваме. Се разбира, има многу проекти, многу стратегии кои што остануваат во нечија фиока, во некоја институција и се добри на хартија, во нечи џеб. Се разбира, се добри на хартија, во суштина немаат реална примена или не прават реална промена. Така. Ова со велосипедот беше само пример како човек во своето мало кутивче може да се обиде да делува, така? Затоа што како велат, ако правите град за пешаци, ќе добиете пешаци и зелени паркови. Ако креирате град за автомобили, ќе добиете чад и загадување и сообраќајни несреќи. Ама ќе се вратам во односи на професионалното делување, затоа што тоа е во една просто постојано во една симбиоза. Јас имав чувство дека долго се борам со ветерници во телевизиската работа. Кога работев емисијата Плюс, која што скоро цела декада одеше во праим термини, во најгледаните термини, би рекла, на неколку национални телевизии, и кога за среќа бев сама уредник, имав релативно голема авторска слобода во однос на целосното креирање на содржината, значи не само новинарскиот дел, туку и продуциенскиот дел, значи целосната продукција. И кога на некој од состаноците ќе спомнев пред некој од директорите дека не знам, например, го канам професор Джепаровски, сум наидувала и на прашање од типот: а кој е Джепаровски? Во тој момент професорот по филозофија имаше пробив невиден на филозофската наука од Македонија во странство, луѓе кои просто не знаеле и ми рекле: кој е всушност тој? И тогаш сватив дека наша задача на новинарите, на оние кои вистински ја сакаат професијата, е да ние просто го креираме милјето за граѓаните. Така. Ако правите емисии кои што во себе содржат некаква едукација, народот се оплеменува. Значи, ние не смееме да ги симнуваме критериумите по цена на профит и комерцијализација. И секој кој што работел во телевизија ја знае колку е тешка таа борба. Јас имав среќа емисијата да ми биде во најгледаните термини и да имам одлични рейтинзи. Меѓутоа, генерално, темите кои што третирале култура секогаш беа второстепени во однос на темите кои што ја третира хардкор политиката. Иако нели политиката е инволвирана во се и не можеме да ја одвоиме, не зборуваме нели за партизација, зборуваме за политика, така и некакви За жал политиката не е некако движечка сила на... Првиот пат кога настапив како директор на Фондот на здравство на Медиум, ме прашуваат: па ти до сега збореше само политички теми. Ја рекам: само такви ме прашувавте. Да. Во основа... Не, ама и тоа, дали ќе имаме услови за да возиме велосипеди, дали инфраструктурата на градот ќе се промени за да имаме велосипедски патеки во градското подрачје, тоа е исто така политика. Ние не зборуваме тука, не ја исклучуваме просто. А по успешноста или неуспешноста, баш со велосипедите и акцијата на Точак, направи промени. Може не се доволно брзи, не се доволно големи, како што сакаме, ама еве за почеток партизанска во 70%. Така, иако може да сретнете е возлива со Ама таа иницијатива започна пред 13 години. Јас дури се како да ви кажам, не сум пропуштила ниту едно возење од тие на времето кога се возеше секоја последна среда во месецот еднаш месечно и кога излегуваа 500.000 луѓе да возат и да бидат гласни. Сега имаше, минатата среда имаше критична маса на Точак, која што мислам дека по пауза од 2 години се возеше. Еден период имаше пауза и сепак мислам дека 13 години, колку и да се луѓето активни, еден голем период во кој што може да се
се направат и многу повеќе промени. Така. Господине Клековски, често ве врзуваат со политиката, но пишувате и на блог доста политички теми. Извадив една ваша статија од 2024, бидејќи повторно ни се ближат избори локални секако, каде што ќе цитирам: "Низ кратка анализа на минатото се идентификуваат научените лекции, клучните прашања или грешки од кои ВМРО ДПМН треба да извлече поука: корупција, демократија и слобода на медиуми, како и изолација на земјата. Научените лекции и поуките се тие што се смени во ВМРО ДПМН." 2024, сега сме 2025. Видите, интересна е целата статија, но во интерес на времето да ни... Во 3 години во раководството, прво морам да кажам дека внатрепартиската демократија е многу поголема од колку што повеќето луѓе очекуваат. Дури луѓето очекуваат, например, дека ВМРО контролира процеси во судството, а не контролира процеси во судството, бидејќи поставеноста на ова ВМРО, према оно што го знам за претходното, е многу подемократско. Во однос на изолацијата на земјата можете да видите дека е всушност премиерот е повеќе надвор од земјата отколку во земјата, пошто ги сваќаме многу сериозно европските интеграции и сакаме Македонија да биде интегрирана поради повеќе причини и се работи на тоа. Во односите со медиумите е јасно дека не избегнуваме ниеден медиум. Се појуваме сегде, значи нема селекција на подобни медиуми, неподобни медиуми, подобни новинари, неподобни новинари, и мислам дека скоро сите чинители на власта се релативно лесно достапни за прашање за било кој на пресконференциите на кој јас сум често не се случило некој да одбие некое прашање, иако ја често критикувам дека кога имаме тематски пресконференции, вообичајно нема ниедно прашање за темата и има многу политички прашања. Условно да кажам што не е секогаш најпријатно за тие што го организираат настанот, и да искритикувам, често се случува во вестите да го нема настанот заради кој била свикана пресконференцијата, а да ги има овие актуални политички теми. Ке има ли министр, ке нема министр, а темата од здравство се изгубила некаде. Еве, Ана, да имаш сега можност, една емисија, прилика да снимеш само, со еден политичар од кај нас. Кого би избрал изошто? Тешко. И за најважното интервју не одговори. Слобода, исто како она што го кажа на почетокот? Премиерот ќе го викнам и ќе му постава многу прашања. Еве, повели јавно поставамо ги од Здраво Македонија. Кој е првото прашање кое? Ова беше се разбира дека... Но еве прашувам и докторката и вас, кој прашање би му го поставиле доколку имате можност на господинот Мицкоски? Каден одмор? Знаете како, јас во мојата емисија во Пулс се прошетаа сите политичари. Значи и тие што беа тогаш на функција, и тие што беа и премиери, и претседатели и така натаму. И секогаш се обидував да не влезам на нивен терен, туку да ги донесам на свој терен. Се обидував со нив да разговарам за работи кои што постојано јавноста нема прилика да ги слушне, да ги проверам на прашања кои што не им се така комотни и добро изверзирани за одговор. Значи не она што им е, како да кажам, установена според некаква пиар агенда, туку се обидував некако да влезам неколку слоја подлабоко во нивната кожа, во некакви психологизации кои што од друга страна дава многу реален одговор за тоа каква личност носат сите тие политичари зад себе, а тоа се разбира исто така клучно во однос на она што е потоа политички перформанс, така. Така што инаку немам предизвик голем. Ако бидам искрена, кога сум интервјуирала политичари, без разлика дали било тоа во ТВ формат во емисијата Пулс или потоа низ списанието Портрет во кое што работев 5 години или во различни портали, различни медиуми со кои што сум соработувала и печатени медиуми и така натаму, не ми било најголем, односно да не најмал предизвик ми било да интервјуирам политичари, затоа што голем дел од нив се прилично, како да кажам, конзервативни за мој критериум, голем дел од нив се прилично врамени во некаков политички идентитет,
ја немаат острицата која што мене ми е потребна за да ми биде разговорот и за мене, како да кажам, провокативен. Се разбира, не сакам да генерализирам, меѓутоа вкупниот впечаток е дека па и не е некој голем предизвик да се разговара со политичари. А доколку обратно би го направиле како пиар на одреден политичар, односно вие да сте во позадина, затоа што сите знаеме колку советници и пиар експерти имаат сите зад нив, за кого би сакале? Да работам како пиар, јас за години сум работела и комуникацијски стратегии и пиар, меѓутоа тие биле главно врзани во култура. За кој политичар би сакала? Така. Најискрено за ниту еден. Мислам, никогаш не би се нафатила на таква. Нема окей. да кажам конкретни, сум имала понуди да влезам како советник на одредени луѓе од областа на културата. Не сум имала никаква дилема дали тоа треба да го прифатам или не. Јасно ми било дека не ми е некаков предизвик за работа. Доктор Ана, вас нема да ве прашаме дали би влегле во политика. Немете да ме прашувате, ние бевме политиката, нас не тангираше еден период и семено. Може би повторно. Па да одговарам ли на ово прашање јас или ќе... Како сакате? Не, има кој да одговара. Се шегувам. Јас едно време следев многу политика, затоа што ме интересираа настаните тука и затоа што сум некако револуционерен дух, бунтовен, кој што бара правда. И јас не можам едноставно да запрам кога гледам неправда, така што бев вклучена во сите возможни протести за подобро општество, ама некако во цел овој период како да изгорев. Колку ве разочараа тие протести кои што ги имавме и сите знаеме за кои зборуваме? Па штом сега сум не вклучена во ништо и можам да кажам дека не следам дневни вести, на цела среќа дома имам сопруг, партнер кој што следи премногу, кој што може да пречисти само да која ви филтрира што е да ми потребно. изфилтрира Ја на се и сопругот да ми... мислев за повторно вклучување. Знам на што мислите. Така што благодарна сум што не морам на дневно ниво да добивам таква интоксикација, што можам селектирано да ги добивам информациите, да имам некаков собствен став, да се вклучам тамо каде што треба, ама се трудам секојдневието да не ми е афектирано. И да ви остане таквото следење на политиката и натаму ви посакувам, но кога сте кај разочарувањата веројатно. Така. Јас го имам истото Издишуваме. чувство, Ана, сум била активна на голем дел протести од различни области. Исто имам чувство на прегорување, чувство некогаш можеби и на апатија дури. И просто еден период развив и отпор кон она што е дневна политика и веќе просто немам желба да се бавам со секојдневието, па дури и телевизија не гледам. Значи, можеби малку чудно за човек кој што поминал толку време во телевизија, јас веќе немам, го изгубив односот кон телевизијата. Насочено сум кон оно што ми е мој интерес, докторските студии, работата, детето. Така, тажно е колку етен, но ние се трудиме да го задржиме квалитетот и да ги едуцираме на некој начин нашите граѓани кои се уште сакаат да го следат традиционалниот медиум, но кога сме кај трендовите, доктор Ана, дефинитивно сакате да ги следите, па колку AI дигитализацијата влегува во стоматологијата и може да ги замени протетичарите, стоматолозите или пак оние кои што си се дел од оваа област? Интересна тема, не можеме да избегаме од тоа, сите сме сега афектирани од AI и сите зборуваме за тоа. Јас да ви можам да раскажам една случка кога јас решив да се дигитализирам, бидејќи натаму одат работите, натаму одат нештата. Кога го набавив скенерот ми остана 2 месеца запакован и мене ми беше страв да го отворам. Го дзирнав и го затворив и реков дали јас ова ќе можам. И ми требаше 2 месеца одлуката која што сум ја донела за дигитализација да созрее до тоа ниво да јас се почувствувам подготвена да влезам во процесот. И си реков, Ана, ако сега не се качиш на бранот ќе те поклопи. Значи, одиме натаму. Така што, мојот став е дека ние тешко можеме да се браниме и да обструираме пред овие процеси, тука едноставно треба да најдеме начин и метод како да ги користиме. Например, со дигитализацијата во стоматологијата, нашата работа станува исклучително попрецизна. Само од тука да тргнеме. Ако ние нешто попрецизно направиме во устата на пациентот, тоа ќе биде многу подолготрајно. Ќе има подобар животен век, нема да создава инфламации, воспаление на ткивата, пациентот нема да има тегоба, нема да треба тој надоместок да го менува. Бидејќи јас секогаш велам, мене, например, кога би имале здрави заби, јас не треба вам да ви правам заби, секогаш има кому да направите нешто. Така што и да направиме квалитетна стоматологија која што утре нема да треба да се замени брзо, ќе има друг пациент на кого што ние нешто ќе му направиме.
многу прецизноста доаѓа во тоа што ги искусуваме фазите на работа. Например, за да ви аналогно нешто направите, треба да земете отпечаток, да направите гипсен модел, да пратите во техника преку курир. Ние сега го имаме скенот, стискаме send на STL файл, техничарот го добива фајлот и веќе дигитално го работи. И сега, каде може AI да се вклучи тука, вештачката интелигенција, еднакво може да ги подобри процесите, бидејќи вие може да имате софтвер кој што ќе ви направи анализа на рентгенските снимки, ќе ви ги покаже сите лезии, не може ништо да ви избега. Не може нешто да биде ќе ви погрешно. под контрола или да измерите точно каде треба да се стави тој имплант, кога ќе ги издружите 3D снимката во софтвер кој што тоа ќе ви го измери така натаму. Но не може да го дигитализираме четкањето на заби. Да го објасниме за балото кој што го имаме до вас. Истото не е донесено за да го грицне нашиот уредник, напротив е тука за да го покажеме она што не можеме никако да го замениме. Верувам дека сите си ги счеткавте забите ова утро. Јас многу интересно е пристапот во кој што работам, како што ви реков, јас сакам да станеме нација која што ќе има здрави заби, како што рече господин Кликовски. Ние не можеме можеби да бидеме Шведска, меѓутоа можеме да имаме тенденција да станеме Шведска. Навиките барем да ни бидат шведски. Не знам како ќе успееме, ама ајде да се трудиме. Доктор Ана, ваша е... Ако смеам да забележам на хигиенски прашања во некои сегменти сме многу подобри, например во миење раце, сме многу подобри од една од најголемите нации во добро, после ковидот мислам дека тоа не е некако... Парите и хигиената не неминовно секогаш вистина е тоа. Времето за жални замина, бидејќи рекламите се пред нас, но четкањето за заби ќе остане веднаш по рекламите за тоа како треба да ги четкате вашите заби, каде може би грешите и дали зборовите кои излегуваат од уста дополнително ја загадуваат устната шуплина, тоа останува да го зборуваме веднаш по реклами.